Денеска православната црква ги празнува светиот апостол и евангелист Марко и свети Македони, патриарх Константинополски. Светиот апостол и евангелист Марко му беше сопатник и помошник на апостолот Петар, кој што во своето прво послание го нарекува син свој, не син по тело, туку син по дух. Кога Марко беше во Рим со Петар, верните го замолија да им ја запише спасоносната наука на Господ Исус, неговите чуда и неговиот живот. Така го напиша светото Евангелие, кое што го виде и го посведочи за вистинито и самиот апостол Петар. Тој го постави Марко за епископ и го испрати на проповед во Египет. Така, тој беше првиот проповедник на Евангелието и првиот епископ во Египет. Египет беше сиот притиснат од густиот мрак на незнабоштвото, гатањето и злобата. Со Божја помош свети Марко успеа да го посее семето на Христовата наука низ Либија, Амоникија и Пентапол. Од Пентапол, воден од Духот Божји, дојде во Александрија. Таму успеа да ја заснова црквата Божја, да постави епископ, свештеници и ѓакони и се добро да утврди во благочестивата вера. Својата проповед ја потврдуваше со големи и многубројни чуда. Кога незнабожците подигнаа обвиненија против него, како против разорувач и на нивната идолопоклонска вера, а градоначалникот почна да трага по него, тој побегна повторно во Пентапол и таму продолжи да го утврдува своето поранешно дело. После 2 години, свети Марко, на голема радост на верните чии што број во меѓувреме се умножи, се врати во Александрија. Тогаш го фатија незнабожците. Цврсто го врзаа и почнаа да го влечат по калдрмите викајки: да го повлечеме волот во оборот. Сиот ранет и искрвавен, го фрлија во затвор. Овде најнапред му се јави ангел небесен и го храбреше и го крепеше. Потоа му се јави самиот Господ Исус и му рече: мир на тебе, евангелисту мој. А Марко му одговори: и на тебе, Господи мој, Исусе Христе. Утредента злочестивите луѓе го извлекоа од затворот и повторно го влечеа по улиците, извикувајќи го истото: да го повлечеме волот во оборот. Сиот измачен и истоштен свети Марко изусти: во твоите раце, Господи, го предава мојот дух. И издивна. Неговите свети мошти беа чесно погребани од христијаните. Низ вековите им даваат исцеленија на луѓето од маките и од болестите. Да воскреснет Бог и расточат се врази Его, и да бежат од лица Его, ненавидящи Его. Пасха священа ја нам днес показа ся. Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери райские нам отверзающая, Пасха всех освящающая верных.
исчезаем да исчезнут, иако таят восък от лица огня. Придите от видения жени благовестници и Сион урците, прими от нас радости благовещения, воскресения Христова. Красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме, царя Христа узрев из гроба, яко женика произходяща. Тако да погибнут грешници от лица Божия, а праведници да возвеселят ся. Мироносици жени утро глубоко представша ко гробу живодавца. Обретоша ангела на камени седяща, и той провещав им сице глаголаше, что ищете живаго с мертвими, что плачете нетлена говотли, шече проповедите учеником Сей ден Его же сотвори Господ, возрадуем ся и возвеселим ся вонь. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха всечестная нам восия, Пасха радостью друг друга обнимем, о Пасха избавление скорби, ибо из гроба днес, яко от чертога восияв Христос, жени радости исполни глагола, проповедите Светиот Македони, патриарх Константинополски. Светиот Македони, патриарх Константинополски, управуваше со својата патства од 496 до 511 година. Беше прогонет во Пафлагонија заради што му се спротивстави на императорот Атанаси I, која имаше прифатено ереста на Евтихи. Се упокои во прогонство во 516-та. Телото негово беше погребано во Цариград, во црквата на Светиот Калиник. При опелото светителот се прекрсти. Te